Во моментот во Македонија управуваме нешто над 125 милиони евра. Иначе вкупно групацијата заедно со своите ќерки фирми ВФП Фонд Менеджмент од Македонија управува 165 милиони евра. Најголема предиспозиција за успех во нашата компанија, можам да кажам, веројатно и во повеќето компании е амбицијата. Мислам дека бавење со продажба од најрана возраст, посебно кога немате технички знаења за вашата идна професија, дали сте адвокат, дали сте доктор, во било која и професија да сте, вие се уште немате технички предзнаења за да се бавите со таа област. Единствено што може да се бавите, а да ви користи за професијата е токму продажба. Јас можам доста самоуверено да кажам дека Brainstorm се најдобрата академија во Македонија и се на пат да станат најдобрата едукациона институција во целава држава. Тоа е затоа што тие, за разлика од другите академии и другите традиционални едукациони установи, се менаџирани и предводени како стартап. Петар, нивниот основач, гостуваше на сезона 1 од подкастот и ми даде пристап до нивните интерни процеси на работа. Тој има креиран одличен тим што ги следи сите светски трендови и како резултат на тоа, нивните академии се базирани на најбараните и најрелевантните технологии и вештини на пазарот. Тоа резултира да студентите од Brainstar излегуваат на трудовиот пазар како екстремно компетитивни кандидати, со што им овозможува доста лесно да најдат работна позиција во струката која што ја одбрале. Како резултат на се тоа, мило ми е да ги најавам Brainstar како еден од партнерите на подкастот. А во име на тоа партнерство, за првите 10 од вас што ќе одите на линкот под видеото и ќе пополните нивната форма со овој код, ќе добиете 100 евра ваучер за било која академија на Brainstar. Native Teams е платформа која што јас лично ја користам за наплаќање на услугите што ги продавам на моите интернационални клиенти. Имам пробано секоја можна платформа и силно верувам дека Native Teams е најдобрата опција. За мене, тоа што највеќе ме добие е фактот што преку нивната платформа можам да си извадам ваква дебитна картичка директно поврзана со мојот Native Teams дигитален паричник, што ми овозможува директно трошење на парите што ги имам заработено било каде. Најдоброто нешто кај овој стартап е што сега, иако се распространети во над 55 држави, тие сепак го носат гордо емблемот Made in Macedonia. А баш и поради тоа ми е огромна чест да го најавам нашето партнерство. Во тоа име, секој кој сака да испроба нивната платформа за било кој план, ќе може да го направи истото месец дена бесплатно ако го искористи следниот промокод при регистрација. Македонските фирми имаат проблем со софтвер. Односно, иронијата е дека Македонија има светски талент кој доаѓа до развивање на софтвер, но цел тој талент работи за странски клиенти поради тоа што нормално тие клиенти се спремни да платат повеќе. Тоа резултира да македонските фирми тука на велико да имаат крш софтвер и кога ќе дојде конкурентна странска фирма, им го зема уделот на пазарот во рокот на максимум 2 години. Тоа е нешто што преку MVP Masters јас сакам да го смениме, чекор по чекор, фирма по фирма. Затоа, како експерти за развивање квалитетен софтвер, брзо и во буџет, креиравме пакет кој што ќе биде пристаплив за било која македонска фирма која што сака да инвестира во својот постоечки софтвер или пак да пласира нов софтвер продукт на пазарот. Како екстра шлак на тортата, нудиме 20% попуст на тој ист пакет на првата фирма што ќе аплицира користејќи го промокодот HTMFM. Може да најдете повеќе информации за понудата на нашиот вебсайт. Се гледаме. Пред 5-6 месеци ги открив бизнес мрежа. За тие што не знаете, тоа е платформа преку која што може на едноставен начин да пребарувате и да правите финансиски анализи на било која фирма на локалниот пазар. Како некој што има IT фирма, мене ми е од огромна корист можноста да го гледам перформансот и на други IT фирми тука во Македонија и да споредам како ни на нас, а како на нив. Друга корист што имам од бизнес мрежа е тоа што ми овозможува да најдам интересни, брзо растечки и високо профитабилни фирми и уште побитно собствениците и управителите на тие фирми. Со цел да најдам интересни гости токму за овој подкаст. Како резултат на се тоа, навистина верувам дека бизнес мрежа е платформа која што може да донесе огромна вредност за дел од гледачите на овој подкаст и затоа на нивната јубилејна 10-та година на постоење, мило ми е да го најавам нашето партнерство. Во име на тоа партнерство, заедно со нив креиравме интересен пакет за сите вас, кои што сте дел од новооснована фирма не постаро од 3 години. Односно, ако спаѓате во таа категорија и отидете на линкот под ова видео и се регистрирате на бизнес мрежа, користејќи го промокодот HTMFM, вие ќе добиете 3 месеци бесплатен пристап до нивната платформа. Како што ќе забележите во сезона 2, нивото на продукција на подкастот е креирано 100 пати во однос на сезона 1, а за тоа се одговорни инфомедија системи. Тие дојдоа и превземаат целосна одговорност за се што гледате пред камера, а и позади камера, односно секој технички детал од аудио, видео, сценографија и осветлување. Тоа мене ми овозможи да се фокусирам на тоа што е најбитно, а тоа е содржината на овој подкаст. Ако планирате да снимате било каква видео содржина и сакате професионална помош, може да ги контактирате нив преку контакт инфото што ќе го најдете под ова видео. Само кажете им дека Иван ве пратил и ќе добиете 20% попуст на било какво снимање со нив. Здраво, Петар. Добро вечер.
Имавме неуспешно интро едно, сега по втор пат е најавувам. Сакав ја тебе те викнам затоа што сметам дека тоа што го имаш направено се последните 19 години со ВФП е екстремно импресивно. И мислам дека ако више градам оваа некоја приказна легенда за македонско предприемништво и бизнис, мислам дека вас мора да ве спомне некој да имате заслужувате свој епизоди, сакав да те викнам. Пред месец и пол се запознавме. И сакав да договорам за подкастов. Ти беше сега во Америка на Kellogg School. Како се вика точно се тоа? Така е. Бев на Executive Development програма на Kellogg School of Management на Northwestern University. Имено бев добитник на стипендија на Македонија 2025, односно на господинот Мајк Зафировски. Како еден од 5 македонци кои есенва ја посетија програмата на еден од најдобрите коледжи на светот за бизнис. Се запозна со Мајк? Имавме прилика да бидеме гости во неговата куќа и потоа да бидеме заедно на вечера во ресторан во близина на неговата куќа, така да ние се знаеме со Мајк веќе неколку години, бидејќи пред 3 години освоив стипендијата. Нажалост, поради короната немав прилика таа година да го посетам коледжот. Меѓутоа, еве, после 3 години прилика, во прав момент, целосно онборд, нема ремоут, го скокнавме тој дел во минатите 2 години, така да импресиониран, мотивиран, веројатно со многу повеќе информации се вратив пред една недела од Чикаго. Ќе се вратиме на тоа, ме интересира зашто искрено ја тоа ми е нешто примамливо те прашував и нели за тебе за дали да аплицирам, ама ми кажа можеби потенцијално ти е малце рано. А мајки се вратиме на тоа, сакам пред се да ги уходаме нели гледачиве прво со тебе, со твојата приказна. Зашто сметам дека ти си еден од ретките што стварно сака да викам на подкастов, зашто стварно има нешто постигнато во Македонија. И би сакал да ја започнеме тоа приказна од самиот почеток. Сега, кај е тој почеток, ќе ти оставам на тебе за да ги убациш гледачиве нели од твојот живот и може да почнеме од таму. Значи мојата приказна би ја почнал сходно на твојата иницијација да зборуваме за мојот професионален живот. Мотивиран од потребата да заработам средства во тој момент, меѓутоа уште повеќе предприемничкиот дух кој кај мене тлееше неколку години пред да ја слушнам идејата за можноста да се вклучам преку ВФП во бизнисот со осигурување во Македонија, беше една од причините да размислам тоа лето, уште пред да се запишам во факултетот каде што студирав, на електротехничкиот факултет, и практично превагна тој предприемнички дух во однос на планираната кариера, бидејќи бев запишан на електротехничкиот факултет и да се занимавам со информатика, превагна да навлезам подлабоко преку осигурителната индустрија во предприемништвото и градење на корпоративна кариера во оваа австрийска компанија. Што те мотивираше? Ти, мислам, ретко е тоа нормално, јас знам и ти знаеш и сите претпоставам знаат, нели доаѓа летото пред запишување на факултет, сите обично или журкаат или се спремаат за факултет. Ти си се вработил баш летото пред прва година на факултет и тоа тотално не надвор таа струка што ти уствари ќе студираш. Што беше главната мотивација тоа? Морам да бидам искрен, главната мотивација беа финансиите. Не се замислував во тој момент со тие финансии со кои располагав, односно со кои не располагав, и тие беа главниот мотив да влезам во бизнис, меѓутоа повторно би сакал да нагласам дека реализација на тој предприемнички дух или некој магнет кој ме влечеше секојаш да покажам што можам во бизнис и во предприемништво, беа двата главни мотиви, би рекол, да се вклучам во ВФОП така рано и веројатно една од најдобрите одлуки кои сум ги направил во животот, толку рано да ја започна мојата кариера. Да, сите би ги мотивирал да почнеш можно порано. Јас заради се кажам што почнав на релативно касно. Ме интересира како дое до ВФП. Не, ти се одлучил, оке, ми требаат пари, сакам да заработувам, немам никакво немам диплома, нормално не сум ни завршил, не сум ни почнал факултет, камо ли ја завршам. Претходно не сум имал некој сериозно работно искуство. Како се поврза со тоа е доста специфичен бизнис. Продавање, тоаш беше ВФП продавање осигурителни полиси, така? Така и денеска ВФОП е еден од бизнисите не е осигурително брокерско друштво и преку осигурителното брокерско друштво може да се купат полиси за осигурување. Слушнав за таа идеја преку еден мој контакт, почнав да се распрашувам малку повеќе, пробав да ги уверам
тие потоа мои колеги, дека би требало да поразговараат со мене за таа идеја, да ми ја представат малку подетално. Ги уверив дека би се ангажирал, иако сум млад и со помалку контакти во тој момент, би се ангажирал за таа идеја и во таа организација ми дадоа шанса и потоа самите резултати ја држеа мотивацијата кај мене, меѓутоа секако и кај моите ментори кои во тој момент ме вклучија во бизнисот, да заеднички продолжиме успешно да ја градиме таа приказна во Македонија која е 19 години веќе навршија. Имаше други опции, зашто нели рече мотивацијата било правење пари, мислам повеќето луѓе пак на таа возраст келнер ќе работат. Така, ти имаше ситуација или свет кај што ќе работеше келнер за да правиш пари на страна, или повеќе беше гледаш ај на подолг временски хоризонт ќе градам кариера, баш и ми треба таква работна позиција. Имаше таков некој процес на размислување или повеќе беше? Ако се вратиме пред 19 години, верувајте дека не беше тешко, не беше лесно ни келнер да најдете работа. Не беше ни така IT индустријата развиена како што е денес. И по завршувањето на факултет беше прашање дали веднаш ќе најдеш работа. Значи, доста години се поминати, многу работи се сменети, невработеноста е драстично намалена, пазарот на труд е комплетно променет. Во тој момент немав никаква друга понуда, нити па разгледував некоја понуда, меѓутоа ако ме прашате сега од овој аспект која поминаа толку години и од аспект каде го вложив моето условно слободно време додека студирав тие 4-5 години на електротехничкиот факултет, дефинитивно сум поборник на дополнителна работа, максимална дополнителна работа кај младите додека студираат, меѓутоа сепак во некој контекст на идната нивна кариера. Не мислам дека е погрешно да се проба да се работи некоја сајт работа која нема никаква врска со индустријата, меѓутоа многу придонесува во идниот развој доколку за време на студиите работите нешто што е некако поврзано. Не можете секогаш идеално да најдете работа како што сте замислиле, меѓутоа наоѓањето на дополнителна работа во идната компанија каде што е градев кариерата ми овозможи кога го заврши факултетот веќе да имам докажана кариера, да имам стекнати вештини кои се потребни и се бараат за таа предиспозиција. Така да во принцип мислам дека треба максимално да се вложува слободното време независно од мотивот. Тие беа два мотиви кај мене, кај младите, меѓутоа повеќе сметам дека треба да биде насочена на некој начин со добивање на знаење за идниот период. Не сум 100% сигурен дали е исправна идејата work and travel 4 месеци. Не се слагаш со ја па сметам дека сите треба да идат на work and travel. Чисто да излезе од држава дискусијата како во Америка или не мора да е Америка, Германија, надвор од држава, поразвиена земја да видат. Или не се слагаш со тоа? Не велам дека не се слагам и не мислам дека е погрешно или дека не е некој ноу-хау, меѓутоа доколку е возможно еден млад човек да најде приближна работа на нешто што и вештини кои ќе му користат понатаму во кариерата, дефинитивно би требало да се одлучи за таа. Веројатно кај work and travel превагнуваат парите. Значи ти дека пракса во IT фирма наспрема Макдоналдс да работиш во... Апсолутно, бидејќи тие вештини, комуникацијата во самата компанија, а не мислиш животното искуство што ако отидеш ти на друг континент и живееш сам покрај тоа и тоа е како вредност искуство наспрема некој ако седи овде и пракса од неговата индустрија, ама пак некое животно искуство е помало. Некој така ги правам тие плюс минус. Веројатно и животното искуство има своја вредност. Сега животното искуство има вредност веројатно во приватниот живот повеќе. Ако зборуваме за професионалниот живот, пробајте да се наоружате со знаења, со вештини, со ноу-хау, со техники, култура, корпоративна култура, некаде каде што планирате да ја продолжите да ја градите кариерата. Тоа е мојата девиза за младите и не сум сигурен дека секое баш лето гледам доста млади го пробува да го инвестираат на тие патувања. Кај мене можност беше пример разни студентски организации, доста патувања преку разни студентски организации. Јас сепак одлучив продуктивно да го градам, дури и на апсолвентска не отидов,
да ја градам кариерата и да бидам 100% посветен надвор од факултетот само на ВФОП и потоа се покажа исклучително продуктивно и одлична основа за развој во ВФОП и не сум сигурен дека подоцна можеби и не ги надокнадив тие патувања кои ги пропуштив за време на студиите, па дури и ако сакате тие искуства кои преку патувања, иначе патувањата дефинитивно даваат многу нови хоризонти, нови можности, нови видици за младите, апсолутно сум, меѓутоа ако можат да патуваат уште повеќе со нешто што е малку поповрзано со нивната професија, тоа би било идеална можност. Океј, кул. Ај баш на таму да идеме. Ти у истата година, у рок од неколку месеци, почна кариера и плюс запиша факултет на неповрзани баш полиња. Како беше тоа да иде 4 години, како ти изгледа тој баланс менаџирање? Фул тайм претпоставувам работеше во ВФП, така? Или? Да, фул тайм. Нашата работа и денес, како викате, фул тайм, бидејќи најголем дел тоа беше препорачување, продажба и така натаму. Тоа го работите нон-стоп. Значи и кога сте на пауза на факултет може да работите, и кога сте после факултет може да побарате одредени клиенти да им препорачате продукти и така натаму. Во принцип не верувам во балансирање, верувам во оптимизирање. Успеав да го оптимизирам секој дел од времето, или секој, тоа би било премногу, меѓутоа голем дел од слободното време надвор од факултетот. При тоа би сакал да нагласам дека електротехнички факултет, барем во тоа време, верувам дека и денес е факултет кој не толерира неприсуство на часови, на лабораториски вежби, аудиториски вежби, а дури и да биде толерирано, мислам дека би било многу потешко да се заврши факултетот доколку не сте присутен и самата култура меѓу студентите не ја почувствувате. Како така студент беше ти? Имаше добар просек? Првата година имав одличен просек, имав некоја пофалба и од декан од 9.22. Како поминуваа годините, така бев се повеќе фокусиран на работата од него на факултетот, меѓутоа сепак мислам дека завршив преку 8,5 просек на електротехнички факултет со една година закаснување, меѓутоа одложување да ја дам дипломската, бидејќи веројатно тоа чувствував дека е завршена работа и меѓутоа секако на крај знаев дека ќе ја завршам и ја завршам. Имаше моменти во тој период каде што беше као што правам со електро, не мислам тотално нешто друга работа, ќе ми требале нека диплома. Имаше некои тие моменти на сомнеш, зашто те цели после дали колоквиумска или испитна сесија, знаеш, од друга страна па правиш пари, кариера, од друга страна си викам као да идам целосен фокус нова десно, наместо ова лево, или немаше таков момент. Некои моменти на нерешителност, на ниска самодоверба кога доаѓа до балансирање двете работи. Таа оптимизација на тие две обврски во тој момент, мислам дека ми овозможи квалитетна оптимизација, да не премногу размислувам за напуштање на факултетот. Впрочем, никогаш не размислував. Од друга страна, бев сигурен дека во одреден момент живееме во општество каде што сигурно и дипломата ќе значи, па и знаењето во некој дел од факултетот, во некој дел од мојата кариера може да значи. Јас веќе бев започнав на факултетот, кога го започнав не беше јасно дека во ВФОП ќе ја продолжам кариерата. Меѓутоа како се завршуваше факултетот, се гледаше дека имам можност таму да ја продолжам, меѓутоа секогаш сметав дека треба да имам диплома и дека треба да бидам високо образован кадар за пазарот на труд, така да немав такви дилеми дека треба да се заврши и ги охрабрувам младите, мислам дека можат исклучително добро да работат хонорарна работа ако малку намалат на времето кое го трошат на Инстаграм, на Фейсбук, на ТикТок, социјални мрежи, на излегување да не намалат. Не? Никако, бидејќи таа социјализација мислам дека... Ти какви жртви направи тоа, кога ги балансираш работа? Како ти изгледаше приватниот живот од социјален аспект? Мислам дека немаше многу жртви и на полето на социјалниот дел. Ти со оптимизација. Да, беше имаше веројатно сериозна оптимизација или штедење на време таму кај што не беше никако продуктивно, така да немав многу непродуктивни моменти, секако секој има, меѓутоа не премногу. Кои се ти работи што според тебе не беа продуктивни и ги сечем ти текнуваат? Што мислиш дека сега баш па млади би им предложил да го направат истото, да не го трошат таму време? Кажа социјални медиуми. Социјалните мрежи веројатно во тој момент не ми одземаат толку многу време. Тоа не имало толку многу, така сега многу поопасно. Имаше Facebook, сепак направив одредени жртви, пример спортот
ми е нешто што од млади години е всадена љубов во секој дел од мојот ген, меѓутоа жртвата беше, ако веќе сега се бавиш со хонорарно со бизнис, дополнително студираш, не сакаш да намалиш на социјалниот дел, жртва беше спортот, не спортував, иако дури по завршување на факултетот уште неколку години не спортував, токму заради тој фокус кој сакав да го задржам на кариерата и на развој на кариерата. Така да сигурно имало жртви, немало многу празни кафиња, имало многу дружења, излегувања, значи не трпел толку тој социјален живот, меѓутоа секое слободно време беше искористено да посетам некој клиент, да створам одредена мрежа на мои соработници и да ја развивам кариерата во ВФОП. Која зема дипломата, после имаше момент каде што се размислуваше дали да идам сега кон таа струка или веќе во таа после 4-5 години ВФП беше као all in идам тамо, немам друго. Мислам не сакам да имам друга опција. Имаше еден интересен момент во предземање на дипломата некаде беше. Јас во тој момент се уште имав одредени лимитирани заработки, бидејќи работев хонорарно сепак и ја градев кариерата, повеќе собирав знаење првите години отколку што можев да заработам, меѓутоа имаше една сериозна понуда за инженерска позиција, не беше IT, беше во еден друг дел инженеринг и токму требаше електроинженер за многу повисока, некаде 4 пати повисока заработка од моите просечни заработки во тој момент. Беше очигледно дека веројатно треба да ја прифатам таа понуда, посебно имајќи во предвид дека дури можев да го продолжам развојот на кариерата во ВФОП на некоја хонорарна база. Меѓутоа нити во тој момент, нити во било кој момент потоа немав дилема дека не сакам да се откажам немав дилема дека сакам да се откажам од мојата претприемничка кариера. Длабоко бев уверен дека со претприемништво подобра кариера ќе изградам и веројатно не погрешив. Тоа беше единствениот момент кај што... Да. Тоа беше веројатно еден момент и понатаму немало други посебни колебања или. Кога кажуваш си работел тогаш во тој период на почетокот како хонорарец, тоа претпоставам како си извршувал продажби од тој аспект и си работел на провизија. Бев исклучиво на продажба и исклучиво на провизија за успех. Може ли збориме така баш за таа способност, вештина на продажба, што мислам дека е многу потценета кај нас и па и ретка е. Ја би рекол, можеби сега ти си опкружен од продавачи или во не знам дали терминот и тоа е малци самиот збор продавач до негде има лоша конотација со незаповрзана, нели? Што можеш да кажеш за тоа како вештина, како нели да бидеш способен продавач? Вака би кажал, во право сте дека статусно веројатно не само во Македонија или кај нас, ретко каде способен продавач, комерцијалист, брокер и така натаму има сериозна позиција во општеството. Меѓутоа сметам дека една од двете клучни особини за да изградите квалитетен бизнис, да изградите сериозна кариера во било која професија, па дури ако сакате и на било која позиција, квалитетни продажни вештини. Тука не зборуваме за продажба од аспект на форсирање и така натаму. Зборуваме за квалитетна продажба, квалитетни преговарачки вештини, па ако сакате сега и на Келок учевме за преговарање. Е една од главните алатки за да можете да добиете било каде клиенти. Ако развиете продажни вештини, во која и професија да сте, па еве ако сакате и да водите подкаст, да барате спонзори, да барате гости, секако дека ќе треба да примените одредени преговарачки вештини, одредени продажни вештини, кои ќе ви дадат одредена предност пред конкуренцијата, така да би поттикнал размислување кај младите, да пробаат дури најинтровертните, да пробаат да развијат одредени продажни вештини и тоа е една од основните алатки за развој. Јавен говор,
техника на јавен говор. Тоа се техники кои се учат, не се предодредени луѓето Да, за да имаме вршат нека продажба. конотација, нели, за сите, овој бил роен да биде јавен говорник, или овој бил роен да Да. продава, нели, ама уствари вештина е како се друго се учи. Многу добри продавачи не сме ги запознале кога е почнале нивната кариера, ги знаеме од како се добри и мислиме дека така се родени. Тука е таа дилема која имаат луѓето. Некои имаат веројатно природно поекстровертен карактер. Јас од самиот старт немав проблем во тој дел, меѓутоа постојат и сериозни интроверти кои, ако сакате на светската сцена, Ворен Бафет самиот за себе кажува дека бил интроверт и дека со техника на читање и учење научил јавен настап, а денеска знаете дека сите негови настапи и самото акционерско собрание го има претворено во неверојатно шоу, токму поради тие негови вештини да јавно настапува и ги презентира, нели, своите видувања, своите ставови и така натаму. Така да мислам дека бавење со продажба од најрана возраст може да биде, посебно кога немате технички знаења за вашата идна професија, дали сте адвокат, дали сте доктор, во било која и професија да сте, вие се уште немате технички предзнања за да се бавите со таа област. Единствено што може да се бавите, а да ви користи за професијата е токму продажба. Да, и плюс апликативно и дури надвор од кариера. Мислам, тоа е, нели, способност на убедување луѓе да добиеш тоа што сакаш, дури на приватен живот. Кога пристапаш на девојка да негде се продаваш самиот себе си. Секојдневно нешто продаваме, во право сте. Кажи ми, спомнавме дека може да се научи како вештина, нели, да продаваш, но ти си видел, претпоставаме, во рамки на фирмава кај вас, доста продавачи од самиот почеток. Имаш ли приметено дека некои стварно имаат предиспозиции, се стварно многу подобри од некои други, или нема врска од некој што почнува на почеток? Најголема предиспозиција за успех во нашата компанија, можам да кажам, веројатно и во повеќето компании, е амбицијата. Не предиспозициите во однос на продажба, вештини во преговарање, бидејќи тоа се вештини кои, како што кажав, се учат за некого за пократко време, за некого и најголемиот екстроверт нема доволно вештини, бидејќи продажбата не значи дека вие треба да говорите премногу и да уверувате клиенти. Напротив. Меѓутоа, пред се клучна за успех во кариерата, барем во нашата компанија, се покажа дека е скриената амбиција кај секој поединец кога се вклучува. Веројатно има и други околности кои треба да се поклопат, меѓутоа кога ќе дојде моментот за да се притисне, се е оставено на амбицијата на тој наш нов колега, или веројатно е слично во другите компании. Си размислувал од кај доаѓа таа амбиција? Не сум размислувал од каде доаѓа амбицијата. Можеби, ако во овој момент ме прашате, најмногу доаѓа од некој внатрешен глад. Тоа не мора да значи дека е глад за финансии само, може да е глад за статус, глад за успех, да се докажете пред своите родители, да се докажете пред својата девојка, сопруг, да се докажете пред својата околина. Мора да чувствувате некој исклучителен глад во себе, за да веројатно се створи таа амбиција. Меѓутоа, нешто што сум видел во кариерава е дека на човек можеш да му пренесеш знаење за продажба, споменавме и знаење за менаџмент, знаење за комуникацијски вештини, ако сакате понатаму и за финансии, секоја друга техничка област, меѓутоа единствено нешто што не можете да му всадите на човек, а тоа е амбицијата. Тоа мора тој глад мора сам да се роди кај самиот поединец, за да тргне во сериозен фронт, во сериозна акција, бидејќи на крај, нели, активноста понатаму раѓа резултати, и таа активност да биде сериозно насочена, не само активност заради активност, во прав правец. Значи, ја имам многу размислувано за амбиција, како од кај потекнува, затоа што, нели, на крај амбицијата е, како што кажа ти, за успех, бројан,
предиспозиција, така броен услов за некој да успее. Мислам, не може да го присилиш некој да успее ако нема стварно некоја висока амбиција. И си викам, нели, како подкастов како да успеш во Македонија, си викам како може тоа да го рекреираме на општествено ниво, како да направиме повеќе амбициозни дечки. Но не знам дали е тоа нешто се случува, нели, у рано детство, некои комплекси си правиме, као не знам. Еве ја на пример се идентификувам дека имам амбиција, не знам. Сега што сум зацртал јас дека ќе бидам, знаеш, као бизнисмен, ќе имам свој бизнис, ќе бидам успешен, но од најмлади години. Претпоставувам и ти си имал некои такви амбиции. Токму така, од секогаш се замислував дека ќе бидам во бизнис. Знаев дека каде и да бидам, ќе дадам максимум, а давајќи максимум бев однапред некако сигурен, таа амбициозност веројатно, дека таа ќе ми донесе одредени резултати, дека не сум спремен да бидам во средината или во крајот на тоа во што се бавам. Така да може би една исто статистика која сме воделе во нашава компанија, имам исклучително успешни колеги кои претходно се бавеле со спорт. Обично тие што се бавеле со спорт имаат одредена карактеристика, одредена амбиција за давање дополнителен ефорт, посебно кога е најтешко. Дали премногу наликува бизнисот на спорт? Веројатно. Меѓутоа, кај мене сум сигурен дека раното бавење со спорт, раното учење да губиш, раното учење да бидеш втор и да тренираш 2 пати повеќе од тој првиот, за да можеш воопшто да му се приближиш, да трпиш наредби од тренер, да знаеш кога да кажеш не, да знаеш да излезеш на тренинг кога е минус 10, заради тоа што имаш одредена цел, пролета која ќе дојде на надпревар да излезеш и да победиш, е нешто што ствара одредени предиспозиции. Еве, ако зборуваме, јас за бизнис можам да зборувам, веројатно и во другите професии, ствара предиспозиции за амбиција и за успех. Да, сум слушнал јас за тоа дека уствари има доста фирми, посебно во Америка, мислам дека тоа е популарно, кај што префилтрираат така, гледат во средно или на факултет дали биле доста успешни атлети, ги префилтрираат така, ги земаат, ги рекрутираат, бидејќи тоа е еден многу добар знак за дали некој е компетитивен и амбициозен, сака се докаже. И плюс претпоставам и дисциплина е вродена И дисциплината дефинитивно, дисциплината, доаѓање на секој тренинг, не барање сериозни изговори, фокусирање на резултати, работа во тим, учење да менаџираш одредени конфликти. Од најрана возраст сме имале конфликти во секој клуб. Издржување кога е тешко. Значи сите се тие карактеристики кои се вредни за целиот живот. Така да еве, ако ја зборувам, спорт да инвестираме како држава, тоа е. Нашата држава треба во многу работи да инвестира, меѓутоа дефинитивно не мислам дека треба голема финансиска инвестиција за да се бавите со спорт. Не мислам дека треба да бидете професионална кариера да имате за да ги соберете тие вештини. Од најрана возраст, бавење со било кој спорт, автоматски ги добивате до одреден степен или целосно тие потребни карактеристики за понатамо во животот. Така да не сум сигурен. Јас впрочем тренирав спорт за кој не треба воопшто финансии, барем во тоа време беше единствено. Јас тренирав атлетика. Во тој момент не беа добри патики, освен спринтерици, немаше никаква дополнителна инвестиција. Не се плаќаше за спортот, некако беше финансирано дали од градот Охрид, тоа живее во Охрид, или од Сојузот атлетски, не сум сигурен како беше платено, меѓутоа не треба никакви финансии за да се бавите со спорт, да трнете секое сабајле со точак, да купите кифла по пат, да се вратите повторно со точак. Значи нема трошоци за превоз, нема трошоци за тренинг, ништо посебно за храна, а при тоа да ги стекнете тие вештини. Кажи ми за самодоверба, исто е ако збориме како фактор за успех. Ти би се категоризирал со некој кој што има голема самодоверба во самиот себе си? Имаше некој што се сомневаше во твојот успех дека ќе биде во долг временски хоризонт? Да.
Во принцип да. Не ми се случило во кариерата во одреден момент да се посомневам дека нема да се реализира тоа што е планирано да се реализира. Дали се вика тоа баш некоја самодоверба или конкретен план за да се издржи кога пример не одат работите така како што е по планот. Меѓутоа самодовербата некако доаѓа природно и со одредени почетни резултати. На самиот старт самодовербата доаѓа од фокусираноста кон целта. Јасната цел до некаде раѓа самодоверба. Ако имате јасна цел, запишана, временски поставена, тогаш имате шанси да ја подигнете самодовербата, бидејќи ако се откажете од самодовербата, сте се откажале од целта, не ви се исплати бидејќи не сте спремни да се откажете од целта. Меѓутоа понатаму како ќе се приближувате до целта, почнуваат да доаѓаат резултатите, како ќе се реализираат резултатите, ја добивате таа самодоверба, меѓутоа има еден контраефект кој исто така сум го видел во овие 19 години. Таа самодоверба треба да научите со текот на времето да ја контролирате. Бидејќи може да премине во една друга фаза, сериозно воздигнување на вашето его, кое е веројатно најголемиот гробар на многу кариери во секаде во светот. Така да, самодоверба треба да имате. Во принцип треба да знаете во што сте добри, треба да знаете во што не сте добри, на што треба да работите за да бидете подобри, и да на некој начин не ве обземе таа самодоверба за да направите посебно кога ќе дојдат резултатите. Колку што треба да се носите, мислам дека кога ги нема резултатите, дупло е потешко. И ако на почеток си викате само нека дојдат резултатите, се ќе биде во ред. Мислам дека кога ќе дојдат резултатите, уште поголема способност треба, некоја внатрешна интелигенција да научите да се носите со нив, за да не направите некоја обземени од тие резултати, од тие пофалби околу вас или резултати на едно поле, а да се почувствувате дека можете да ги понесете и во другиот дел од вашиот живот. Не одат така работите. Тие резултати се само на еден дел, на другиот дел треба повторно докажување, дали е приватен, дали е спорт и така натаму. Тоа само може да направите грешка. Да, значи повеќе има сегрегација на повеќе самодоверба, има самодоверба за тоа. Веројатно така, ако. Знаеш, мене ми се свиѓа цитат што на англиски го знам, на македонски мислам дека ќе го направам каша попара, ама е слично на тоа што кажа ти, уствари ние не градиме самодоверба така што ќе се гледаме огледало и ќе си кажуваме нели разни комплименти, афирмации самите себе си, јас сум најдобар, јас сум најубав, туку уствари самодоверба се гради со докажување самите себе си дека може нешто да постигнеме, со успеси, значи така ставање успех по успех и така уствари што го направам 5 пати успешно, па знаеш, имам самодоверба, 6-тиот пат ќе го направам исто така. Тоа е така, меѓутоа само внимавајте, ако 6 пати ви успее успешно да го направите, однапред имате план како да ја контролирате самодовербата, бидејќи знае да биде сериозен кочничар за понатамошниот раст и развој на вашата кариера. Баланс. Да. Okay. Ај малце зашо нели тоа што ти го работиш со фирмата за многу луѓе, зашо нели нас и финансиската едукација одржава на многу ниско ниво, многу ни апстрактно, си како прашање како што уствари правиш ти, така што правите ви у ВФП, што правиш ти, имате вие како ВФП групација овдека, првото од Австрија фирмата, нели групацијата оригинално. Ви имате овдека веќе 4 фирми отворено. Првата 2005-та ВФП Ада Скопје, тоа е за осигурително брокерско друштво. После 2015 имате ВФП Фонд Менеджмент, тоа е друштво за управување со инвестициски фондови. Па 2019 ВФП Плюс Консалтинг и сега лани ВФП Пензинско друштво во 2022. Така е. Сте биле зафатени. Да. Може ли ги дефинираш сите овие 4 фирми? Што правите, зашто се основани, кој е бизнис модел по сите тие, која е синергијата и ајде не те пропроварам многу прашања, почнеме тоа. Впрочем има и повеќе фирми регистрирани, бидејќи групацијата
пратејќи амбицијата на тимот кој ја води овие сите години групацијата на македонскиот пазар, ни даде доверба и отвараме керки компании во регионот, така да имаме доста уште повеќе. Не се само тие 4, така да експерти сме за отварање на нови бизниси. Меѓутоа сега не е само целта да го отворите, треба и да го развиете бизнисот. Некаде сме подобри, некаде сме не толку добри. Почнавте со така да ние почнавме со осигурително брокерско друштво. Уште од зачетоците на индустријата во делот на брокерство. Една од првите брокерски куќи е ВФОП, впрочем. Почнавме скромно. Почнавме само со една класа на осигурување, на самиот старт работевме со животно осигурување, меѓутоа после неколку години сериозно се проширивме и во делот на сите типови на неживотни осигурувања. Како продаваш животно осигурување, што му кажеш на тој? Што е продажбата, што е пичот, понудата? Видете, кај животното осигурување во принцип првата работа која треба да му ја продадеш или подобро кажано клиентот треба да ја разбере или свати е потребата од самиот продукт, имајќи во предвид дека точно не знаат клиентите што значи животно осигурување, на самиот старт треба да му се продаде потребата од осигурувањето. Да, ако доја него ми продаде, да кажам, ако сум мртов не ми е гајле. Така. Да, меѓутоа кога имате деца не е баш така, ако имате уште некој кредит. Значи родители ги фаќаат. Да, па животно осигурување во принцип треба да се направи кога се случуваат два ризика за кои морате да имате одредено обезбедување. Тоа е прво кога ќе се родат деца, апсолутно мора да имате осигурување, бидејќи во случај на не дај Боже тие деца треба продолжат да живеат и не е во ред да кажете не ми е гајле што ќе се случува со децата. И другиот дел е кога ќе земете одреден кредит. Ако земете вие одреден кредит и тој кредит треба да се враќа, треба да размислите како вашите најблиски ќе го вратат ако случајно вие не сте веќе тука, а уште повеќе што животното осигурување е продукт каде што има и штедна компонента, односно дел од средствата кои се уплатуваат во премија за осигурување се чуваат и се инвестираат за осигуреникот, за да во случај да не се случи никаков осигуран настан во меѓувреме, односно не се случи смрт, при истекот на полисата се враќаат оплодени тие средства на осигуреникот во зависност на колку години го потпишал договорот. И сега тука има разни варијации на теми од еден тип, друг тип или трет тип на животно осигурување, најпознат во последно време и најпромовиран посебно од нашето осигурително брокерско друштво. Во принцип ние бевме кумот на тој производ на македонскиот пазар, е осигурителниот продукт животно осигурување, така наречено unit link, односно животно осигурување поврзано со инвестициски фондови, каде што штедната компонента од животното осигурување се оплодува со инвестирање во инвестициски фондови. Така да, во кратки црти, тоа е тој разговор кој го разговараме со... Добро, си го продавало. Веројатно илјадници разговори со да има веза ќе ти го купев сега, но уште е рано за мене. Продолживме значи со развојот во делот на неживотно осигурување, сериозно го развивме портфолиото таму. Тука само те прашам, извини, ќе те пресечам, влеговте претпоставам не бевте прв играч на пазарот кога веќе беше развиен пазарот, и имаше други брокерски куки што го продава пениско осигурување. Законот за супервизија на осигурување во почетокот на 2000-тите беше променет и ние бевме едно од првите брокерски друштва кои зема лиценца. Од тогаш тазе формираниот и регулатор во тој момент, така да значи практично бевме пионерите во градењето на таа индустрија. Пред тоа најголем дел од продажбата на осигурителни продукти во Македонија ги правеле директно осигурителните компании. Океј, добро. Тоа ќе те прашав како го освоивте пазаров како втори или трети, очигледно вие сте биле меѓу. Секако требаше да постои освојување на пазарот, заради тоа што осигурителните компании веќе го имаа креирано и тој веќе беше до некаде развиен. Меѓутоа, за нас како осигурително брокерско друштво е својствено дека секогаш настапуваме во делот на класи на осигурување кои се незадолжителни, односно кои се на некој начин нови на пазарот и ги пробиваме ние заедно со нашиот тим, така да животното осигурување баш во тој момент беше во зародиш со првата осигурителна компанија за живот која почна во тој момент. Поминаа 10 години и
тек отворивте втора фирма за управување со инвестициски фондови. Така е. Таа успешна приказна, сериозен продажен тим кој го имавме формирано, сериозна база на осигуреници, на клиенти, задоволни. Знаењето наше во Австрија за управување со средства, нашата групација постои од 85 година во Грас Австрија, од 96 година групацијата има одредени операции во управување со средства, председателот на групацијата има преку 35 години искуство во управување со средства и на база на амбициозниот тим кој го имавме во Македонија, донесовме одлука 2014 година да влеземе во бизнисот со инвестициски фондови. Тој бизнис веќе беше до некаде развиен. Имаше поставеност на пазарот, па дури и од посериозни регионални играчи и локални играчи. Влеговме 2014 година. На самиот старт почнавме со 2 инвестициски фонда, еден акциски и еден паричен фонд. Почнаа првичните резултати. После година дена ја направивме таа иновација во бизнисот со осигурување во Македонија, кај што на наша иницијатива заедно со нашиот прв партнер, осигурителна компанија, направивме UnitLink продукт за животно осигурување. Тоа ни даде дополнителен ветар во грб за развој и на двете друштва, и на осигурителното брокерско друштво, и на друштвото за управување со инвестициски фондови. Понатаму продолживме да ја развиваме палетата на продукти во самото друштво за управување со инвестициски фондови, вклучивме обврзнички фондови, додававме уште еден акциски инвестициски фонд кој е и првиот дивиденден фонд во целиот регион. Добивме доверба од една од осигурителните компании за нивни средства да управуваме 2 инвестициски фонда. Понатаму 2019 година влеговме во бизнисот со управување со индивидуални портфолија на богати клиенти. Денеска управуваме 45 милиони евра за стотина фамилии и правни лица во Македонија. Ги управуваме нивните средства, така да внесовме една свежина на пазарот за управување со средства, внесовме знаење од Австрија, создадовме одличен тим на млади луѓе, инвестиравме во млади луѓе во Македонија и денеска после 9 години од како ја формиравме компанијата за управување со инвестициски фондови, сме убедлив лидер на пазарот во делот на управување со средства, со посредства под управување. Така да тие успеси, како што кажав предходно, ги пресликавме и во регионот. Отворивме ќерка компанија во Србија, отворивме ќерка компанија во Босна, отворивме во Албанија, во Црна Гора и на нешто што сме посебно горди, пред 2 месеци добивме лиценца, односно отворивме компанија во Европска Унија, во Бугарија, друштво за управување со инвестициски фондови, преку кое друштво практично се отвараат можности на целиот пазар на Европска Унија. Посебно сме горди бидејќи, како што знаете, Европската Унија е најрегулираниот пазар за финансиски инструменти и пазари во целиот свет. Успеавме при таква една регулатива да добиеме на толку регулиран пазар лиценца. Тоа е уште една потврда за професионализмот во нашата компанија и се отвараат сега нови можности, бидејќи, како што знаете, Европската Унија е сојуз од многу држави. Полека да видиме каде можеме да продолжиме да го развиваме нашиот бизнис. Пред 3 години влеговме во консалтинг бизнисот. Тој бизнис има одличен менеджмент составен од искусни банкари кои знаат да им дадат совет на клиентите за разни типови на финансирање, за окружување на нивните бизнис планови и развој на нивните бизниси. И од минатата година влеговме и во за нашата групација исто така еден од најрегулираните бизниси во кои правиме бизнис, а тоа е Друштвото за управување со доброволни пензиски фондови, ВФОП Пензиско, каде што сме 4-то пензиско друштво на македонскиот пазар кое дава услуги во делот на трет пензиски столб. Топ. Да. Ги спука фирмиве. Ти како си инволвиран на се ова?
Јас сум главен извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови, ВФП фонд менеджмент, и во сите наши керки фирми сум член на надзорниот одбор на компаниите кои ги отвараме во регионот и во Македонија пензиското друштво. А како е структурирана организацијската структура помеѓу вас и седишето во Аустрија, групацијата? Да, групацијата нормално го има доминантното сопствеништво. Претседател на одбор на директори на сите компании во нашата групација е CEO-то на групацијата и практично на тој начин ја вршат контролата, меѓутоа најважно пренесувањето на ноу-хауто и знаењето кое е макотрпно градено од 85-та година наваму. Тешко ќе најдете во овој дел на Европа осигурително брокерско друштво кое толку долго трае. Самото тоа зборува за себе дека имаме одредено вградено ноу-хау, одредена стратегија која е одржлива, која дава резултат, која дава вредност за самите клиенти. Бидејќи ако немате вредност за вашите клиенти, нормално дека не можете толку долго да постоите. Добро. Тебе како ти изгледа еден ден како на Петар? Значи ти си главно инволвиран само во една од фирмите или си го делиш твоето време и внимание? Јас сум некако инволвиран во голем дел од керките фирми нели на групацијата и ние не сме групација од огромни размери, така да сите потенцијали внатре во компанијата секогаш се ставени во функција на развој на компанијата. Нормално, осигурителното брокерско друштво имаме двајца колеги кои се управа и го водат тоа друштво. Имаме двајца колеги кои го водат управниот одбор на пензиското друштво. Имаме управител на друштвото за консалтинг, така да имаме поголем број на менаџери, меѓутоа ние настапуваме како иста компанија на пазарот, така да сите сме меѓусебно секаде инволвирани за да ја развиваме компанијата. Впрочем, имаме исти вработени или најголем дел од вработените во продажба се вклучени во повеќето од компаниите, за да можат да ја понудат целокупната палета на инвеститорот која имаме во нашето портфолио, така да мора да има строга координација, комуникација измеѓу менаџерските тимови за да може успешно компанијата да се развива. Ти почна таму како нарече како хонорарец, продаваш осигурување. Понатаму продолжив како осигурителен брокер. Да. Потоа напредував во директор за продажба. Бев во 2012 година и еден од најдобрите, впрочем најдобар менаџер во целата групација. Има одредени. Како се одредува тоа? Има одредени начини на проверка на квалитетот за менаџерските, мислам статистички е точен, како секоја година има одреден менаџер кој се прогласува за најдобар во целата групација, и 2014 година е презема функцијата за главен извршен директор која сериозно ја сватив и најголем дел од времето практично ми го зема. Меѓутоа можам да ви кажам како изгледа еден мој работен ден. Ајде, ме интересира. Станувам во 6, во 7:00 сум на спортските терени, најчесто тренирам тенис. Више не го занемаруваш спортот, а? Не го занемарувам, неколку години веќе не го занемарувам спортот. Од 7 до 8 завршувам со спортски активности, после завршување на спортските активности, веќе во 8:30 почнуваат сите работни обврски. Веројатно во текот на денот повеќе од просечно комуницирам со инвеститори и клиенти. Најголем дел од денот ми е посветен на клиентите, меѓутоа сепак голем процент од времето исто така е посветен на развој на тимовите кои ги имаме, на развој на квалитетните луѓе кои ги имаме во компанијата, развој на нови структури во делот на продажба и развој на новите пазари. Чести патувања во соседните држави кај што имаме керки компании, надзорни одбори, разговори, стратешки состаноци, барање на нови вработувања на таленти, вработување на
на менаџери на тие компании, значи еве така е некако нормално секогаш и комуникација со нашите партнери, осигурителните компании, комуникација во случај на потреба со регулатори и така натаму. Колку сте сега, нели, шеф си на колку луѓе? Колку луѓе се под тебе? Во Македонија, значи имаме 16 вработени во Друштвото за управување со инвестициски фондови, меѓутоа во секоја од ќерките фирми имаме уште десетина вработени или некаде и помалку, зависи од развојот во која фаза на развој е самата компанија. Меѓутоа имаме со договор на дело уште во овој момент 90 инвестициски агенти кои секојдневно се на терен и ги продаваат услугите за и стотина брокери, така да. Па добро, значи доста кој е македонскиот збор сега? Lean на англиски. Не сте многу голема фирма за колку ствари држите. Колкав е фонд ствари, со колку финансиски, со колку големина количина пари менаџирате вие ствари? Во моментот во Македонија управуваме нешто над 125 милиони евра. Иначе вкупно групацијата заедно со своите ќерки фирми ВФОП фонд менаџмент од Македонија управува 165 милиони евра. Дополнително, нели, заедно со сите фирми во Македонија веројатно се приближуваме не баш, меѓутоа околу 180-170 вработени во сите компании во Македонија. И бизнес моделот на инвестициски фондови ви уствари земате процент од парите што ги менаџирате за, нели, како менаџмент фи, тоа се така е тоа? Да, видете, ние работиме во делот на отворени инвестициски фондови, која е најрегулирана форма за вложување во инвестициски фондови секаде во светот, па и во Македонија. Кога велам регулирана, тоа значи дека е се прецизно и детално опишано во Законот за инвестициски фондови, така да сите надоместоци кои се наплатуваат на инвеститорите и на фондовите мора да бидат транспарентно напишани во проспектот на фондот. Има еден дополнителен документ кој е Key Information Document, односно еден краток документ со клучните информации, каде што секако мора да бидат содржани надоместоците. Иначе при уплатување во инвестициски фондови постојат три типа надоместоци. Еден е влезен надомест при влезот во фондот, има управувачки надомест додека вашите средства се инвестираат во фондот, и има излезен надомест која ќе правите откупот, и тие се три можни надоместоци. Ние од тие три само два наплатуваме, влезниот и управувачкиот надомест. Немаме излезен надомест во нашите инвестициски фондови, така да во некој немаме ни влезен во паричниот фонд, така да во делот на управувачки надомест имаме едни од најефтините акциски инвестициски фондови на Балканот. Наплатуваме 2% менаџмент фи, меѓутоа суштината е на резултатот и на стратегијата која имате пред инвеститорите која им го нудите самиот инвестициски продукт. Како беше, значи, препоставам вие 2015 вие почнате, нели, како за менаџирање со инвестициски фондови. Тука влагате на пазар кој што, како што збориме, нели, цело време многу е ниско нивото на едукација кога доаѓа до нели, финансиско менаџирање со своји финанси и така натака. Каков процес беше тоа едукација на пазаров, нели, за како да си ги менаџираат парите? Да, во Македонија, нели, владее мнение долго време, па и ден денеска се уште дека финансиската писменост е на ниско ниво. Веројатно не е на високо, меѓутоа нашето искуство кажува дека луѓето сепак се интелигентни и знаат да ги проценат инвестициските можности и продукти доколку се во нивен интерес и во нивниот хоризонт на вложување, во нивниот апетит на ризик кој го имаат и така натаму. Така да нашето искуство покажа дека има инвеститори во Македонија кои сакаат да направат одреден очекуван поголем принос, а при тоа да превземат одреден ризик. Тоа се покаже и преку тоа што денеска го управуваме веројатно еден од најголемите акциски инвестициски фондови во регионот. Имаме акциски инвестициски фонд ВФОП Премиум Инвест кој денеска има голема доверба
И таа доверба секојдневно ни дава обврска уште понапорно да работиме за нашите инвеститори, да имаме акцијски инвестициски фонд кој има преку 50 милиони евра. Значи денеска нашиот акцијски инвестициски фонд ВФП Премиум Инвест има 50 милиони евра, ќе се намачите во регионалните држави, во регионот државите да најдете толку големи, во поголемите држави во регионот да најдете толку голем акцијски фонд. Тоа само по себе кажува дека доколку им ги презентирате можностите на инвеститорите, тие може да ги препознаат и да ви ја дадат довербата. На друга страна дека има 8 милиарди евра се уште депозити во Македонија и дека 8 милиарди евра се као кеш се чуваат. 8,2 или 3 беа последните податоци кои ги прочитав пред некој месец. Ова се од физички лица главно. Грубо некаде 1 милиарда евра од правни лица, остатокот е околу 7 милиарди е од физички лица, се депозити или ликвидни средства на македонските граѓани во банките. И имаш бројката компаративно колку е во други асец? Како асет на Македонија? Па зависи во кој асет сега ме прашувате. Пример, дали недвижени, дали акции, дали инвестициски фондови? Во инвестициски фондови знам колку има. Значи грубо е некаде околу 250 милиони евра се инвестирани во инвестициски фондови. Значи се уште има простор да им покажеме на инвеститорите дека имаат одредени други можности. Посебно во инфлаторни периоди, кога треба да пробаме и да превземеме можеби ризик, доколку имаме капацитет за тоа, за да ја заштитиме вредноста на нашиот капитал преку инвестирање во поризични харти од вредност. Сега за други асети не знам за кои ме прашувате, за недвижни не знам точно. Удел е стварно тоа од сите средства? Пазарна капитализација на македонска берза е сигурно над милиарда, треба да видите сега и треба да видите кои компании ги земате во Значи целата македонска берза е милиарда, уствари 7 милиарди, а 7 милиарди со кеш, уствари ги чувам. Повеќе од милиарда сигурно, али зависи кои компании ги земате нели во статистиката. Споредбено како е тоа во други земји? Сега зависи која држава. Во развиените држави се разбира многу поголема е застапеноста во повеќе во поризичните финансиски инструменти. Во Словенија имаат преку 2 милиарди евра во инвестициски фондови, во Хрватска имаат преку 2 милиарди евра во инвестициски фондови, така да простор за развој има индустријата. Ама и таму се повеќе во кеш? Имаат овие преку 2 милиарди се во инвестициски фондови, меѓутоа секако дека најголем дел од средствата се секогаш во депозити и во банките. Скоро секоја земја највеќе се држат. Посебно во Европа, во Америка секогаш има поголем процент на изложеност према акции, меѓутоа знаете, американското општество е веројатно најсклоно кон инвестирање, кон бизнис, и таа е држава која од најрана возраст ствара некој предприемнички дух кај луѓето и вложувањето во акции го имаат осознаено од најрана возраст, имаат наследено акции. Повеќето од луѓето кога се раѓаат имаат веќе некои акции од нивниот родител или од нивниот дедо. Така да нешто слично како кај нас недвижнините, автоматски знаеме дека се добри. Зошто? Па заради тоа што секој од нас има одредено искуство преку искуство од нашите родители, дека одреден стан, одредена недвижнина е купена и е продадена, ако подоцна е продадена или низината вредност пораснала. И ние интуитивно знаеме дека вложувањето во недвижнини е одлична можност. Токму така американците знаат дека интуитивно е една од најдобрите можности за вложување америчката берза, бидејќи ако ја видите во минатите години има направено еден феноменален велт за целото општество и токму затоа е меѓу 10 најбогати држави по глава на жител во светот. И таа е мислам дека е единствената држава која по глава на жител е во топ 10 држави во светот, а при тоа има над 10 милиони жители во државата. Повеќето другите 9 се со под 10 милиони жители. Да, ја бев запрепастен на колкав волумен трансакции на дневно ниво има на америчката берза. Мислам, јас баш гледав споредно сакав да прашам како се справува ликвидноста на фонд спрема акција, бидејќи акција јас можам да ја продавам нели уште на истиот ден, зашто има многу интерес и да има продажба и купување, нели баш гледав тие посебно најврвните фирми Fortune 500,
ти имаат 70-60 милиони трансакции на ден. Ја бев не бев укапиран дека толку огромен волумен транзакции има. Претпоставам кај фонд не е баш така и прашањето си го одговорив сам преку истражување, може ти да ми кажеш повеќе на кои се компарациите и разликите помеѓу нели инвестирање во фонд и во акција. Ама претпоставам тука исто и двете се ликвидни, каде што ја ликвидност уствари вие како фонд го откупувате мојот удел ако ја сакам да се скеширам, така? Токму така. Значи законот за инвестициски фондови на вас како потенцијален инвеститор ви гарантира друштвото мора да ви гарантира во рок од 7 дена откуп на уделите кои сте ги купиле во фондот, а портфолио менаџерите и риск менаџерите мора да водат строга анализа за ликвидноста на фондот, односно да вложуваат во хартии од вредност кои според проценките можат брзо да ги ликвидираат за да може да го реализираат откупот. Впрочем, во нашите портфолија на акцијските фондови, токму тие компании кои ги споменавте, дел од S&P 500 или дел од DAX, дел од ESMI во Швајцарија, Евросток 50 во Европа, се токму дел од нашите портфолија и тие компании се едни од најликвидните во светот и во секој момент можеме да продадеме било која позиција од фондот веднаш, значи на маркет прайс, така да немаме никаков потенцијален ликвидносен ризик во овој момент со таква изложеност на акцијските фондови. Кај обврзниците истото важи, меѓутоа кај нив исто така треба да водат портфолио менаџерите сериозна анализа кои обврзници се дел од портфолиото и за нив каква е ликвидноста, бидејќи кај обврзниците ако купувате во одредени обврзници кај што е помала ликвидноста, може да ви се случи да немате доволна ликвидност. Така да таа обврска со вложување во инвестициски фонд вие префрлате на друштвото. Треба да ја процените нели капацитетноста на самото друштво, меѓутоа ја префрлате на друштвото и друштвото е одговорно за исправно водење на инвестициската политика на секој поединечен фонд. Иначе основната разлика помеѓу вложување во акции и во инвестициски фондови е тоа што кога купувате вие акции, вие треба да знаете точно според ваши анализи кои акции треба да ги купите, број 1, број 2, треба да имате доста повеќе средства за да можете да направите доволна диверзификација и да купите хартии од вредност во многу повеќе компании. Со вложување во инвестициски фонд, вие автоматски ги купувате сите хартии од вредност, односно сите акции, ако се акции или обврзници кои се дел од инвестицискиот фонд, пропорционално на изложеноста на самиот фонд по поединечна хартија од вредност и на тој начин го диверзифицирате ризикот и ризикот е помал со вложување во инвестициски фондови. Тоа е едната работа и втората многу важна работа или најважна е вашето знаење. Треба да процените дали имате доволно знаење за да се бавите, бидејќи верувајте дека вложувањето во хартија од вредност е професија, постојат посебни лиценци, прво во Македонија за инвестициски советници, па и на светско ниво CFA, најпознатата лиценца за управување со средства, кои професионалци ја завршуваат за одреден број на години за да се стекнат соодветни прво теориски, па понатаму и практични знаења и искуство на пазарот за да може да ги проценат правилните инвестиции за инвеститорот. Или јас сакам да направам една компарација за да може лесно да ме разберат луѓето. Дали можете да одите пример во некој договор или во некој судски спор сами без адвокат? Дефинитивно можете. Самиот судија не ви бара да морате да имате адвокат. Меѓутоа прашањето е дали сакате да настапите во одредено креирање на некој договор сами, посебно ако не сте правник, или и не се бавите секојдневно со тој дел од правото, или сакате да одите со одреден професионалец. Имам чувство дека некогаш кај делот на инвестирање луѓето сакаат го чувствуваат некој посебен драйв да излезат сами на пазарот на капитал. Меѓутоа можам да ви кажам дека и најбогатите фамилии на светот кои имаат можност да настапуваат сигурно сами, имаат доволно средства да настапат, често консултираат асет менаџери, често консултираат приватни банки за да им ги управуваат нивните средства, токму поради тоа знаење
акумулирано со текот на годините за да се прво правилно профилира самиот инвеститор, а понатаму и да се предложи најсоодветното портфолио за него, за најсоодветниот да се оптимизира повторно, за најсоодветен ризик да се проба да се добие најдобар принос. Така да дефинитивно вложувањето преку инвестициски фондови е со значајно намален ризик од него настапувањето на сами на берза, доколку немате доволно знаење, доколку немате доволно информации. Пример, нашата компанија закупува едни од најдобрите сервиси во светот за да добиваме апдейтирани информации секојдневно за сите компании, финансиски извештаи и така натаму, така да постојат професионалци кои секојдневно ги читаат тие извештаи, за да дојдеме до најсоодветните инвестиции. И кога денеска знам колку сериозна е професијата управување со средства, управување со ризиците во самите портфолија, дефинитивно сметам дека излегувањето сам на берза тотално или со полупрофесионален пристап, уште повеќе со без никаков советник за маркет тајминг, кај што најчесто кога сами настапуваат инвеститорите грешат, односно погрешен момент бираат за да излезат или да влезат на берза, зашто не постои инвеститор на светот кој може да го погоди моментот. На крај може да завршат со многу помали приноси. Тоа е буквално више коцкање. Не би рекол дека вложувањето во хартија од вредност или во акции е коцкање. Освен ако некој не го свати да на некој начин секојдневно тргува за да го погоди моментот, таму веќе би го користел тој термин. Меѓутоа, во секој случај, инвестирањето е систематизирана работа, цела наука и според мене најправилно би било доколку се бавите со одредена професија, да им ја дадете довербата на професионалци, кои вие ќе процените кои се за вас професионалци, да ги управуваат вашите финансии, а вие да се бавите со тоа што е вашата професија и каде што вие најмногу може да бидете продуктивни и најмногу да заработите. Ти прави пари, овој нека ти ги менаџира парите. Тоа мислам дека е формула која ја користат најголем дел од луѓето кои имаат голем капитал, така да верувам дека не грешат. Кажи ми се, може глупо прашање. Нели вредноста на една акција е одредена од пазарот, колку има побарувачка врз колку има нели акции на пазарот за таа акција, односно да, мислам дека добро кажав. Сега вредноста на фондот како се одредува? Кој одредува вредноста на фондот? Да, и тоа е строго дефинирано со Законот за инвестициски фондови. Добро прашање и некогаш навлегувајќи во стручните термини и во самата професија забораваме дека инвеститорите сакаат и овие работи да им бидат поедноставени. Значи, како се одредува цената на инвестициската единица, односно на уделот во инвестицискиот фонд, на тој начин што секојдневно сите акции или обврзници или депозити кои се дел од портфолиото на самиот фонд се вреднуваат секојдневно. Кога ќе дојдат првата изутрина работа која нашиот тим на аналитичари ја прави, е прво да го земе средниот курс од Народна банка, второ да ги земе сите цени од Refinitiv за цените на акциите како завршиле вчера, кои се дел од нашето портфолио, сите корпоративни информации, односно сите дивиденди, камати од обврзници и така натаму, да ги внесат во нашиот софтвер, и самиот софтвер вади точна цена на удел колку вреди тој ден, според тоа дали пораснале или паднале цената на акциите кои се дел од портфолиото претходниот ден. Значи, секој ден тоа го вреднуваме. Меѓутоа, за да не се направи грешка и тоа вреднување оди до четврта и повеќе децимали, за да не се направи грешка, потоа тоа оди на контрола кај кастоди банката, односно кај депозитарната банка која има избрано друштвото и согласно закон има обврска да ја има, како втор контролор. Тој контролор мора самостојно да направи повторно вреднување на сите харти од вредност со своите тимови и до крајот на работниот ден мора да се поклопат цената на уделот, да се поклопи таа која е пресметала друштвото до четврта децимала со цената која на уделот е пресметала банката која ви е
кастоди, така да има строга контрола, на крајот на денот мора да ја објавите пред инвеститорите, односно да ја објавите на вашата веб страна, се информира и регулаторот редовно, така да строго регулирана работа како се пресметува цената на уделот и не постои практично никаква можност за било каква грешка или не дај Боже манипулација. Значи јасна формула е што се прави на дневно ниво. Така е. И тоа сите фондови исклучиво зависи од вредноста на акциите од претходниот ден. Да. Како паднале или пораснале, и сите дивиденди кои се прибрани претходниот ден, има најава за бидат приберени во цената на удел. И тоа е на ниво на држава фондовите се диктираат, на ниво на повисоко, на пример фонд што е опериран у Македонија исто Секаде исто се управуваат, секаде тој принцип на кастоди банкарство секаде важи за фондовите, така да вреднувањето на фондовите е секаде на исти начин. Кај вас која диктира, мислам спомнавте дека имате нели вие менеджмент тим у Австрија веќе со 35 години плюс искуство за инвестирање. Вашата инвестициска стратегија се базира на неколку столбови на верување, како диктирате вие, зашто кажавте дека да не кажам конкретно бројки што може да ги утнам, ама го победувате маркетот вие со вашите инвестициски фондови, така? Со повеќето од нашите акцијски фондови, ако гледате на одреден временски период, во тој момент грубо сме се споредувале со одредени пазари, каде што практично тој фонд е изложен и најголем дел од периодите кои ги земаме во тие статистики кои ви ги покажав, го победуваат да, еве, за премиум акциите да не утнам последните 5 години, така 5 години е. Така е. Тоа е со 31.10. Да, значи 36,82% вие сте вратиле. Така е. А вашиот бенчмарк бил 32,87%. Да, тој не е официјален бенчмарк, меѓутоа на некој начин пазарот, точно така како што е изложен фондот, 30% во Dow Jones и 70% во Евросток 50, има колку рековте 32,77%. Да, значи сме над самиот таргет. Над 4% вие сте подобри. Да, и тука би сакал да нагласам дека 85% од фондовите често не успеваат да го победат тој таргет кој си го поставуваат самите портфолио менеджери. Сега прашањето ми е како ви успевате? Каква е инвестицијската стратегија на нашата компанија и на што се базира? Кога го отворивме друштвото, најголем дел од стратегијата беше да се базираме на нашето ноу-хау од Грац. Се работи за големо искуство. Второ, многу долгорочно искуство кое практично поминало секаков тип на кризи, како што знаете од 96-та наваму, се што можело да се случи, практично се случило. Од кризи, рецесии, депресии, војни, корона, инфлација, неинфлаторни периоди, раст на каматни стапки, пад на каматни стапки, 2001 дотком криза и така натаму. Целото тоа знаење беше вградено уште од самиот старт во тој инвестициски одбор кој го формиравме во самата компанија во Македонија. Меѓутоа нашата основна стратегија беше од самиот старт да најдеме млади луѓе и директно од факултет да ги вработиме и заедно со нив да работиме на нивен развој. Денеска можеме да се пофалиме дека имаме исклучително јак тим на портфолио менеджери тука дома во Македонија. Се разбира се уште главната стратегија е под одредена контрола во Грац, меѓутоа денеска имаме портфолио менеджер Марио Ѓоргиев кој е CFA. Тоа е една од најтешките лиценци воопшто за стекнување во светот, портфолио менеджер во Македонија, односно инвестициски советник. Тој е председател на управниот одбор на пензиското друштво, кој е вклучен во управувањето на голем дел од портфолијата кои ги имаме за нашите инвеститори. Во тој инвестициски одбор се вклучени повеќе портфолио менеджери. Имаме риск менеджер кој го има поминато првото ниво на ФРМ, тоа е една лиценца специјализирана за ризици. Имаме уште една колешка која деновиве полага CFA прво ниво. Имаме колешка која веќе ги има положено 2 нивоа на CFA. Имаме уште двајца други портфолио менеджери вон основниве кои ви ги набројав досега, така да имаме една плејада на млади луѓе
од економски факултет, двајца земавме од природно-математички факултет, математичари, кои во минатите 7 години учат од австриците, ги добиваат тие знаења и денеска можам да ви кажам дека на вистина се навлезени длабоко во индустријата и се вклучени во секоја инвестицијска одлука која денеска ја врши компанијата и како што сами кажавте, горди сме на тие резултати кои ги постигнавме. Сепак сакам да изразам една скромност дека се работи за пазар, не можеме не значи резултатот до сега дека е гаранција за реплицирање во иднина. Тоа не прави повеќе мрзливи за во иднина, напротив, тоа ни ствара тој резултат и во врзничкиот фонд и во двата акцијски фондови. Ни ствара една дополнителна обврска да уште понапорно работиме за нашите инвеститори и во идниот период да пробаме да го задржиме тој тренд на квалитетно управување. Таа инвестицијска политика основни постулати кои ги има се следните. Пробува да биде најконзервативна што може да биде за соодветниот начин на вложување, дали акции, обврзници и така натаму, а при тоа да оствари соодветен принос. Пробува да биде широко диверзифицирана, сите наши портфолија се широко диверзифицирани. Доколку се работи за акцијски инвестицијски фондови да биде изложена на акции, доколку се работи за обврзнички инвестицијски фондови да биде изложена на обврзници. Понатаму таа инвестицијска политика сака да вложува во добри бизниси, во одлични бизниси и имаме точни критериуми. Кои се тие критериуми кои ги имаме дефинирано за добри бизниси? Да не ги преплати тие добри бизниси и на крајот да оставиме самите тие добри бизниси да се развиваат и тоа да се ослика и во цената на акцијата на берза и во цената на уделот на нашиот инвестицијски фонд. Така да тоа се тие некои основни постулати. Не правиме маркет тајминг, не веруваме во маркет тајминг, веруваме во дека пазарите се релативно ефикасни на развиените пазари како што се пазарите каде што вложуваме: Германија, Швајцарија, Велика Британија, Америка, Франција, Јапонија. Така да на долг временски период очекуваме да испорачаме резултат. Горди сме на тоа што, пример, во минативе 2 години, кога беше оваа сериозна инфлација, нашиот фонд, нашиот акцијски фонд практично комплетно ја надокнади инфлацијата која се случи во Македонија со инвестиции во странство, значи со инвестиции кои се врзани во валути евро, долар, јапонски јен, швајцарски франак и фунта. Кога велам дека сме конзервативни, ја имаме таа едноставност од грац, таа конзервативност нивна, не превземање ризици и за кои сме свесни дека не ни се потребни, дури и по цена да не постигнеме одредени врвни резултати, се со цел на крај да ја оправдаме довербата да ни ги дадат средствата под управување голем број, во случајот преку 8.000 инвеститори во Македонија. Во рамки на оваа стратегија, нели, претпоставам запознан си со Рей Далио и неговата теорија, нели, дека Америка пропаѓа. Он е доста голем пропонент, нели, на Кина и источниот као нов светски поредок, нели, он го вика. Запознан се доста со таа теорија и дали воопшто стратегирате околу тоа, веруваш во тоа, или ти, зашто гледам дека вие сте највеќе изложени кога доаѓа до држави за америчкиот пазар. Во развиените држави, developed countries, имаме Европа и Америка, така е. Да, ама како што гледам 30% од изложеноста ви е во Америка. 30% е во Америка од премиум, да, точно. Како што можете да видите таа конзервативност, можете да ја видите уште и во таа географска изложеност што ја споменавте, имајќи во предвид дека ние сме држава која има валута врзана со еврото. Тоа е една од причините зашто најголем процент од средствата сме изложени во евро, односно во Европа, а при тоа јасно ни е дека најголемите и најдобрите компании се во Америка, сепак не одиме на 30% изложеност на тој пазар. Таа е таа конзервативност проткаена во секоја инвестицијска одлука која се носи на нашиот инвестицијски одбор. Меѓутоа, да се вратам на Рей Далио и она што го споменавте, јас не сум ни во позиција, нити со знаење
приближно на знаењата кои ги имаат големите инвеститори. Меѓутоа, нешто што би сакал да ве советувам кога се работи за Рей Делио, тој е врвен експерт за историја, за повторување на одредени настани во историјата и некоја матрица правење на тие настани кои ќе се случуваат. Меѓутоа, покрај интервјуата би ве поттикнал да го проверите неговото портфолио на неговиот хедж фонд и сами ќе се уверите дека не е вистина, барем од ова што јас го пратам, дека сите средства му се во emerging markets, односно во пазари во развој. Напротив, едни од најголемите позиции му се S&P 500, односно вложувањата во најголемите 500 компании во Америка. Има една повторно работа која ја следиме, а е согласно политиката на Рей Делио, а тоа е широка диверсификација и таа обратна корелација на многу пазари и на различни финансиски инструменти го намалува ризикот на еден инвеститор. И што сакам просто да ви кажам, ако вие имате хартии од вредност кои се во Америка, во Европа и во Јапан, сепак не колерираат целосно исто. Од друга страна, ако имате при тоа и обврзници и при тоа имате одредени депозити, тоа се различни финансиски инструменти кои сите заедно во едно портфолио ќе го намалат ризикот на целото ваше портфолио. И токму тоа е ноу-хауто кое го промовира Рей Делио и тоа го има во неговиот инвестицијски фонд. И токму тоа е причината зашто имаме толку широка палета на продукти. Ако дојдете како инвеститор во нашето друштво или ако разговарате со некој инвестицијски агент од нашето друштво, ќе добиете сериозен совет според вашиот временски хоризонт на вложување, според вашиот профил во однос на ризик и капацитет да сносите ризик, според вашите очекувања за принос, според вашата возраст, финансиска стабилност, редовни месечни заработки и така натаму, според еден специјален прашалник, да добиете совет колку од вашите средства треба да бидат изложени на акции, односно на еквити, колку треба да бидат изложени на обврзници, колку треба да имате во паричен фонд за да имате средства за ликвидност и да го намалите ризикот во случај на осцилации на светските берзи, така да колку може би треба штедите за пензија. Меѓутоа, нешто што посебно би сакал да сугерирам за младите луѓе е еден топол совет да ја разгледаат сериозно формулата за компаундинг, односно за сложена каматна стапка или умножување на приносот на подолг временски период. Нешто што најпрепорачено од наша страна и од нашите агенти и често применувано од нашите инвеститори е правење на траен налог во нашите фондови на долг временски период. Секој месец континуирано, дисциплинирано да вложувате една иста инвестицијска политика на долг временски период, знае сериозно да донесе сериозен профит за вас, а при тоа да имате и одредена диверсификација по различни фондови и при тоа соодветно на вашиот профил за инвеститор и при тоа да го добиете онај cost average ефект, односно упросечување, затоа што берзата, како што знаете, има одредена волатилност, стручно кажано, или одредени осцилации, па вие купувајќи секој месец со траен налог во инвестицијски фонд, односно на пазарот на капитал, вие фаќајќи ги тие осцилации, на некој начин ќе ја упросечите цената по која сте купиле и долгорочно ќе го добиете просечниот принос практично на пазарот на долг временски период, кој во минатите 100 години не е така лош, односно е еден сериозен мотор за стварање на пасивна заработка надвор од вашата основна заработка, бидејќи многу луѓе се фокусираат 100% на нивниот основен бизнис, на нивната основна заработка и тоа е секако многу продуктивно, меѓутоа ако имате можност да штедите, на долг временски период може да се случи да биде уште поважно како го пласирате капиталот кој веќе сте го заработиле. Ако го пласирате квалитетно, може да се случи тоа сериозно да ви помогне во стварањето на вашиот имот. Кога сметаш дека ти треба одмah тоа да се почне да се размислува за менаџирање финансии или треба прво да се фокусира? Пример, ја лично ќе ти кажам, мене стратегијата моментално ми е ќе правам многу повеќе пари него што правам моментално за 5 години од сега, така
Така до тоа ниво кај што јас сега ако почнам да штедам или да инвестирам нели на страна, нема биде релевантно ако ја постигнам таа цел на 5 години. Се нормално ова е нели кажи го намалување на ризик нели до некаде со инвестирање во и се може ја може да стигнам таму, а може нема да стигнам. Така да ти препоставам одговор ќе ми биде па тоа уствари дека ти ова е намалување на ризикот ти ако постојано инвестираш, ама што сметаш ти или што мислиш кога е моментот и тоа кога ти го поставам прашање за некој ми кажеш онма, ама кој е моментот кога ќе треба некој да почне да си ги инвестира овие пари или наспрема да ги можеби реинвестира во целосно, пример мојата логика која инвестира ги целосно парите во едукација сами од себе си, во знаеш да инвестираш во своите способности за да можеш повеќе пари да правиш за твоето време дадено во почетокот на твојата кариера и кога ќе почнеш да правиш сериозни пари, па тогаш можеш да почнеш да инвестираш. Би одговорил еден друг аспект и мислам дека не е воопшто занемарлив и е многу важен, а се вика дисциплина. Вие велите дека нели очекувате многу да заработат да бидат занемарливи сегашните инвестиции и да треба во меѓувреме да се инвестира во образование и дефинитивно вложување во себе е една од најдобрите инвестиции, веројатно и најдобро заштитена од инфлација. Меѓутоа зашто своите квалитети и знаења секогаш некој ќе сака да ги плати во било какви инфлаторни периоди. Меѓутоа нешто што е многу важно е да створите дисциплина, односно навика. Доколку не ја створите од најрана возраст или од прво ваше вработување, се работи за навика, се работи за дисциплина, не се работи за апсолутен износ. Ако ние велиме дека 10% ќе штедите од вашиот месечен приход, ако денеска тоа значи 2000 денари, можеби за 10 години ќе значи 20.000 денари, во зависност, дај Боже, добро да заработувате. Меѓутоа можам едно со сигурност да ве уверам, ако денеска немате дисциплина 2000 денари да штедите и кога ќе имате 20.000 денари, повторно ќе немате истата дисциплина. Штедењето се работи за дисциплинирано вложување на долг временски период, односно издвојување еден фиксен износ, дисперзирање, нели, како што рековте, и на ризик да нешто се случи или да не се реализира како што се плановите. Дај Боже да се реализираат плановите и тој ваш траен налог или месечен износ кој го инвестирате да продолжи да се зголемува, а ако тој почетен износ, дури и да е мал во апсолутен износ, ако има добар компаундинг, односно со добар просечен годишен принос се оплодува во идниот период, тогаш ќе нема ни толку да бидат незначајни на долг временски период тие средства. Така да мојата препорака е од првата плата, швајцарците почнуваат да размислуваат за пензија. Изгледа смешно, изгледа далечно, меѓутоа затоа немаат проблеми во пензија, затоа немаат проблеми за школување на децата. За школување на нашите деца не треба да почнеме да размислуваме кој ќе направат 18 години па да им викаме добро би било да бараш некоја стипендија, да бараш некоја институција. Најголемата институција за нашите деца се самите родители, односно ние, и ако сакаме да обезбедиме сигурна иднина, да не зависи од одредена, ако има институција е во ред, меѓутоа што ако нема институција во тој момент, ние треба да имаме план Б и ако нема институција за нашите деца, тогаш треба да почнеме да штедиме од неговото раѓање. За нашата пензија да штедиме од првото вработување, а и за нашите идни цели посреднорочни, не мора толку долгорочни ако сме млади, да почнеме континуирано, дисциплинирано да штедиме. Се работи за истата дисциплина која пред малку ви ја зборував за спорт. Дисциплината на долг временски период може да створи сериозен капитал во смисла на инвестирање. И дополнително знаењето кое ќе го градите во меѓувреме, кое не сме исто така дополнително да се потцени. Ако вие сте инвестирале во минатите 5 години, пример да ви кажам, ќе го почувствувавте падот во корената од минус 38% и ќе знаевте прво како се чувствува човек кој ќе изгуби 38%. А ако е тоа во мал апсолутен износ, нема да е толку страшно. Втората работа, ќе знаевте дека за година дена и се вратија акциите. Тоа ќе ви беше некоја порака дека не треба да се избрза и да се продадат акциите која беа дента која изби короната и која падна за 2 недели се сруши целиот пазар бидејќи имаше голема неизвестност во економијата. Ќе знаевте како се однесуваат пазарите кога се случи војната помеѓу Украина и Русија и така натаму, како се однесуваат пазарите во инфлаторни периоди, како се однесуваат пазарите при околина на ниски каматни стапки, како се однесуваат пазарите во околина на
повисоки каматни стапки, каде прибегнуваат одма конзервативните инвеститори и така натаму, колку се отпорни економиите и така. Сите тие работи во основа ќе ги пратите доколку со некој инвестициски агент ги споделувате. Ви изгледа на самиот старт за помали износи, меѓутоа ќе се случи, дај Боже да на многу луѓе им оди развојот на кариерата во позитивен правец, да почнат да заработуваат толку многу, што во еден момент секако нема можете да продолжите да инвестирате само во ваше образование или во ваши бенефиции патување, него секако нешто ќе останува. Друго ќе биде или го продадете вашиот бизнис, ако веќе развиете некој приватен бизнис или ако е така, во тој момент друга ќе биде вашата одлука ако во тој момент сте имале одредено искуство во пазарот на капитал. Така да Право бев, ќе ме кажеш онаа почнам да инвестирам. Да. Ако утре уплатиш, тоа сум успеал да пренесам. Оба те барам оно постава. Ти како инвестираш? Како изгледа твоето портфолио? Значи, верувам дека за млад човек најдобри можности за остварување на добар принос на долг временски период, или бар за мене, подобро кажам, мора да се профилира секој инвеститор, се акции и недвижнини. Во случај на повисоки каматни стапки постои простор добро да се заработи и во врзници. И токму е тоа што денеска ги советуваме. Впрочем, во политиката на вложување во нашата компанија, секогаш пристапуваме со логиката во случај да сме на местото на инвеститорот кој ни ги дава средствата на доверба кај нас, дали се работи за млад човек, повозрасен, што со неговиот инвестициски профил, што ние би направиле на негово место. Тој ни е пристапот кога го даваме советот и кога ги носиме инвестициските одлуки, што тој очекува од нас, што му кажавме кога вложуваше и што мора да реализираме. Не карактеризира една особина дека ризиците јасно му ги презентираме, не му ги презентираме зацкриено, уште од самиот старт, и верували или не, луѓето знаат да купат и ризик, не сакаат да купат само сигурност. Тоа беше некоја догма кога почнавме, дали се спремни македонци да купуваат ризик, апсолутно се, доколку им го презентирате вистинскиот ризик кој го купуваат, и горди сме на тоа дека во неколку случаи на пат на светските берзи и при тоа и пат на уделот на нашите инвестициски фондови во минатите години немавме повлекување или имавме исклучително мал број на повлекување од страна на инвеститорите кои се инвеститори во нашите фондови. Напротив, во тие периоди веројатно поради добрата грижа за нив или добро презентираниот ризик уште при самиот влез на инвеститорот, имавме сериозни инфлоус, односно доплатување од страна на инвеститорите кога берзите беа паднати, што донесе до дополнителни нивни заработки кога се опоравија берзите и се вратија на претходните нивоа. Така да не карактеризира и тоа дека ги презентираме до крај сите ризици кои инвеститорот ги добива при вложување во некој од нашите инвестициски фондови. Добро, тука малку допре ме интересираш као дали персонализирани имате портфолија за тие лица кои што ми спомна имат работи со доста лица во Македонија што имаат голем свој личен капитал. Тие како иде таа постапка? Буквално иде како советување, секој персонализирано или случајно како на фонд ки слична стратегија користите за сите нив? Видете, логиката и инвестициската филозофија за вложувањето на средствата е иста. Нашите портфолио менаџери се тие кои се вработени во компанијата, меѓутоа да, за инвеститорите кои имаат поголеми средства и имаат конкретни специфики за управување на нивниот имот, настапуваме со одредени прилагодувања, би рекол, на нивниот профил како инвеститори. Имаме одреден прашалник од 40 прашања, на инвеститорите им ги презентираме прво нашето ноу-хау, им презентираме како би изгледал процесот до добивање на конкретно портфолио, како ги бираме компаниите, во што веруваме кога вложуваме, која ни е инвестицијската политика и стратегија, како ги контролираме ризиците и така натаму. Доколку му се допадне на инвеститорот
тој прв дел, земаме одреден прашалник, околу 40 на прашања се. Нашиот инвестициски тим му треба од прилика 2 до 3 недели да изработи custom-made портфолио за некој инвеститор кој сака да добие персонализирано портфолио на хартија од вредност и во тој случај тој е собственик на хартиите од вредност, а ние во негово име и за негова сметка ги управуваме хартиите и ние даваат довербата за која нели секојдневно работиме, меѓутоа уште повеќе имаме одговорност да реализираме она што се очекува од нас. Значи некако тој сака и рече сакам да инвестирам 5% од портфолиото ми биде у, не знам, Netflix, као... Аха, сега во тој дел кога имаат и тие нивни сугестии за инвестирање, тука имаме исто некој соодветен начин на комуникација, ги советуваме инвеститорите прво да бидат доволно диверсифицирани и им објаснуваме зошто сметаме дека треба да бидат доволно диверсифицирани, доколку инсистираат на некоја хартија од вредност во која тие веруваат да биде вклучена во портфолиото, нормално тие се нивни средства, ние не можеме да меѓутоа сепак ние пробуваме да направиме анализа дополнителна според нашите критериуми дали таа компанија ги исполнува и да му ги презентираме на инвеститорот потенцијалните ризици доколку сметаме дека постојат посериозни ризици за таа хартија од вредност и на крајот заеднички е договорот колку проценти да се стави одредена компанија во одредено портфолио и тоа верувајте дека е еден многу продуктивен разговор со инвеститорите, тие се прилично разумни, ги прифаќаат аргументите кои ќе им ги кажете. На другата страна, ние многу учиме од нашите инвеститори, имаме инвеститори кои имаат искуство од долгогодишно вложување, имаат менаџерски кариери, имаат бизниси и таа нивна логика на вложување која можеби ја користеле во својот бизнис или во својата кариера, често сакаат да се преслика и во портфолиото кое го креираме за нив и на тој начин и ние учиме од нив, што значи добар бизнис за нив, како да креираме практично за помал ризик поголем принос на долг временски период за нашите инвеститори. Така да тоа е еден успешен процес кој во овие од 2019 4 години ни успева во водењето со инвеститорите и верувам дека е на обострано задоволство. Таа услуга исто е структурирана како инвестицијските фондови, како фазон земате удел компензацијата вас ви е нели процент од инвестицијата или поинаку е таа услуга? Слично е. Постојат две опции во водењето на индивидуални портфолио, или управувачки надомест, нормално и влезе надомест, или на англиски success fee или надомест за успех. Таму постои таа категорија, во инвестицијските фондови не постои, согласно закон е дозволено само управувачки надомест, така да ние наплатуваме или едно или друго во зависност од профилот на инвеститорот или од неговите очекувања. А вие сте како брокери, може некој пристапи да каже, нели сакам да купам акции, зашто нели знаеме дека во Македонија доста тешко е да купиш акции во одредени берзи што се надвор од држава, па и во нашава реално. Се случува така, тоа го нуди како услуга вие како да бидете брокер или ние немаме лиценца за брокерска куќа за хартија од вредност. Така да не нудиме услугата купување на акции или хартија од вредност за наши инвеститори, освен во делот на управување на индивидуални портфолија за нашите инвеститори. Таму директно купуваме за нив хартија од вредност, меѓутоа со наш совет. Значи ние им ги управуваме средствата на инвеститорите и додадената вредност е таа комуникација со инвеститорот и тоа наше ноу-хау при вложувањето на средствата кроз нивна вклученост, помала или поголема во зависност од преференциите на инвеститорот. Спомна на почетокот за Kellogg Business School of Management. Ме интересираш малку повеќе да елаборираш на тоа, бидејќи тоа е исто нешто што мене ми привлече внимание и мислам дека за многу луѓе што се предприемачи во Македонија е многу интересно искуство, а и не може секој да си го дозволи тоа искуство. Ме интересира за да ми кажеш малку повеќе за целото тоа искуство. Знам дека тоа беше преку Македонија 2025 и преку Мајк Зировски фондацијата. Па како од почетокот што ти тек аплицираш, процесот на аплицирање и самото искуство таму? Токму така. Еден сериозен импакт кој го прави Мајк Зафировски со неговата визија 100 македонци да ги однесе на
еден од најдобрите коледжи во светот за бизнис, на Executive Development програма, поради тоа што тој имал прилика да биде во компанија која инвестирала во неговото знаење и тоа влијаело исклучително многу на неговата кариера. Сметам дека е еден од најсериозните инпути кои било кој од диаспората, па дури и од Македонија, има направено импакт на македонското општество, надвор од работењето на собствените бизниси. Така да Мајк Зафировски секоја година одреден број на кандидати им доделува заедно со организацијата Македонија 2025 стипендија за Kellogg School of Management. До сега мислам дека 43 македонци веќе имаат поминато програмата. Се работи за Executive Development програма на еден од најпрестижните универзитети во Америка, Northwestern University. Kellogg е меѓу топ 5, топ 10, зависи која листа ја гледате, MBA програми во светот, така да се работи за инспиративна едукација, многу прецизна, многу применлива од едни од најдобрите професори на светот. И што научи некој како тебе што е 20 години во бизнисот, школа пак? Видете, за бизнис во Америка имате секогаш многу што да научите, дури да сте од Америка, камоли да сте од Македонија. Така да темите на кои беа обработувани покрај основните теми кои во принцип во секоја бизнис школа ги има: маркетинг, финанси, менеджмент, лидерство. Посебно беа обработени темите Artificial Intelligence од најдобрите професори во овој момент на тие теми, глобална политика, посебно америчко-кинески односи, преговори, стварање на сојузништва во бизнис мисла, така да градење на стратегија во компании, применување на стратегија, водење на група на компании, развој на компании, и тоа од професори кои се навистина ESG инвестирање, така да сите актуелни теми, да кажам, во овој момент во светската економија беа сериозно обработени од прво професори кои се истакнати со трудови, со предавања на престижни универзитети во светот, психологија. Меѓутоа, од друга страна имаше голем број на предавачи кои биле CEO на големи компании. Имаше CEO на AT&T, 150.000 вработени, имаше CEO на компанија која имала ревењу 30 милиарди долари, имаше уште еден CEO, имаше Chief Talent Officer на голема америчка компанија, искуство во таа област. Така да многу практични, применливи работи. Шефот за Artificial Intelligence на Uber ни беше еден од професорите, ни објаснуваше како направил заштеда од 8 милиарди долари на Uber, токму со примена на Artificial Intelligence, значи како е применета. Така да председателот на Крафт предаваше за стратешки состаноци, за развој на кадар во компанија, така да импресионирани од тие предавања сите 5 македонци кои бевме во оваа група, се враќаме да вратиме и во македонското општество, а и во организацијата Македонија 2025. И еве, користам прилика јавно да се заблагодарам за довербата на Мајк, која даде кон мене и кон мојата компанија да биде представувана од моја страна, и нели посебна благодарност до организацијата и до директорката која инсистираше да аплицирам на тој јавен оглас и денеска да го завршам таа едукација. Супер. Јас скоро се што има да те прашав. Кажи ми ти нешто имаш онака за крај, за публиката, финални зборови, што би ги оставил? Нешто што ти би сакал да пред 10 години да го знаеш, пред 15?
нешто што би сакала, нели, повеќе се концентрираме на овој дел во однос на нашата компанија во делот како ги управуваме средствата, што се инвестициски фондови и така натаму. Меѓутоа, нешто ако ме прашате по што сме вистински препознаени во овие не само 19-35 години колку што постои целата групација и нешто што не карактеризира и на македонскиот пазар посебно и ни е основна стратегија за развој е едно специфично ноу-хау кое го имаме изградено и е донесено до едно совршенство, е тоа да еден наш нов соработник се приклучи во нашата компанија, да почне да соработува со нас, како човек без посебни предзнаења или капацитети за самата индустрија. Може би дури од студентски денови, од клупа, како што бев јас, или по завршување на факултет, имаме многу случаи така, или по завршување на спортска кариера, значи каде што практично немал никаква основа за да се развива во финансиската индустрија. Нашата компанија е позната по тоа дека од еден, да кажам, релативно обичен соработник во делот на финансии може да створи прво сериозен брокер, сериозен инвестициски агент, а понатаму и сериозен менеджер кој може да управува со сериозни продажни тимови, и тоа ноу-хау се докажа низ овие години на вистина неколку пати. Имаме колеги во нашата компанија кои не биле претходно во финансии и имаат направено на вистина одлична кариера, и тоа е нешто што вака не издвојува на македонскиот пазар. Дополнително има одреден тренд во последните неколку години. Голем број на колеги со банкарско искуство се приклучија на нашата организација и денеска се дел од тимовите во сите 4 компании кои се еден од главните мотори за развој на нашата компанија. Така да доколку некој млад човек сака да ја развива својата кариера во финансии, во бизнисово фондови, со осигурување, мислам дека сме исклучително квалитетна околина која не би требало да ја прескокне во самиот старт. Така да, отприлика, тоа е некој од најдобрите совети што сум ги добил во животот. Можам да ви ги споделам. Да почнам рано со мојата кариера, да почнам рано да инвестирам, да ги користам приликите и да имам јасно запишани цели. Се некои совети кои денеска се проткаени на некој начин во мојата кариера. Супер. Така да, сите што гледавте денеска и ви беше интересен подкастов, контактирајте го Петаре, ќе ви дајам на работа, посебно ако сте спортисти. Мене тешко, ако сите мене ме контактираат, нема можам да одговорам, меѓутоа има телефонски броји ги се знаат. Има наши колеги кои се во секој дел од пората од општеството, така да ќе ги препознаат. Преференца спортисти за 15 години може да ќе се на каучов. Фала ти, Петруше, на што да. Благодарам, Иван, благодарам што ме покани. Ова ми е прв подкаст. Ужива во интервјуто, ти посакувам успешна кариера, ги слушнав твоите амбиции уште кога беше кај мене во канцеларија. Ти посакувам успех. Тука сме како компанија, ако некогаш мислиш дека можеме да те поддржиме. Фала. Секој е добро. Ајде. Чао, чао.